Собранието ги донесе измените на Законот за судовите и на Законот за судскиот совет. Во дел од измените на Законот за судовите се предвидува дека судија може да одговара дисциплински ако без оправдана причина не ги закажува рочиштата по предметите, ја одолжува постапката или не го зема предметот во работа поради што настапува застареност на кривичното гонење, односно на извршувањето на кривичната санкција за кривичното дело. Добар ден и добре дојдовте во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Иако во емисијата во тек околу пладне ви најавив дека нема да се видиме во Очи во очи денеска, сепак веројатно свативте од немањето пренос на фудбалскиот надпревар и од вестите со колегата Христо Марковски предмалку дека ќе се дружиме. Во секој случај ќе се дружиме и сега, ќе се дружиме и попладне малку подосна во емисијата Мој термин, но до тогаш за оваа тема ќе разговараме заедно со вас на 0260 91 924 или 0260 91 925. И токму во продолжение извештајот на колегата Јован Ѓорговски баш за она за што ние и се подготвуваме во студиото. Пакетот реформи во судството помине на собраниска седница. Во идилична атмосфера како што беше на комисиската расправа, пратениците ги изгласаа измените на Законот за судовите и за судски совет. Власта и опозицијата на пленарната седница со меѓусебни фалби за придонесот во конструктивноста на процесот. Од опозицијата велат дека тоа е доказ на нивните заложби за реформи во судството. Од власта пак го поздравија пакетот реформи, но и конструктивноста на опозицијата. Предлог измените на двата закони се фокусираат на дисциплинската одговорност на судиите и на гласањето во судскиот совет. Законите претходно во хармонична атмосфера и без дебата помина и на матичната комисија. На комисијата беа прифатени сите амандмани за измените на Законот за судски совет и половина од поднесените за Законот за судови. Потребата од реформи во судството беше нотирана во сите извештаи на Европската Унија и особено во извештајот на германскиот експерт Райхард Прибе, каде судството беше карактеризирано како партизирано и неефективно. Во дел од измените на Законот за судовите се предвидува дека судија може да одговара дисциплински ако без оправдана причина не ги закажува рочиштата по предметите. Законот меѓу другото предвидува и разрешување на судија доколку откријат доверливи информации. Во новиот дополнет Закон за судскиот совет пак пишува дека член на советот, додека му трае мандатот, не може да биде избран за судија во повисок суд или за председател на суд. Од законот по предлог на ВМРО ДПМН е избришан членот според кој министерот за правда и председателот на Врховниот суд како членови на советот учествуваат во работа на советот без право на глас. И тоа е темата за која што разговараме во денешното издание на Очи во очи. 0260 91 924 0260 91 925 телефонски броеви на кои може да ни звоните, да ни се јавувате, да ги давате вашите коментари, но се разбира да ни пишувате и на фан страницата на Facebook Мој термин Очи во очи, каде што токму од коментарите ќе бидат извлечени дел за да бидат прочитани и јавно, се разбира во однос на времето. Денеска имаме среќа што го нема, мислам среќа за нас за дружењето во оваа емисија, не среќа за оние кои што следат спортски надпревари, но се дружиме многу повеќе од колку што е планирано генерално на програмата. И да не ви одземам повеќе време, доколку имаме некој на линија, би одел веднаш со вклучување. Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе, Огнен, до телевизија 24. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Денески овој закон што се донесе е многу битен за Република Македонија, без разлика на позиција опозиција, али со овој закон Македонија ги продолжува реформите за Европа и за НАТО структурите. Со тоа што во овој Републички судски совет има право и ќе има право да разрешува и да отповикува суди недисциплински. Да се разбереме, дисциплинска е многу мала казна за еден судија кој ќе направи еден големо дело спротивно на законот кривичен, како тоа што го направи Јово Вангеловски со ослободувањето на притворот на Сејат Кочан. Со тоа што сега со овој закон му се дава на судскиот совет да на некој начин и ги разрешува судите, затоа што тие суди веќе нема право да бидат бирани и да ги бират во повисоките судски инстанции. Затоа јас се надевам дека со овој закон ќе преди во пракса да се применува, не само да се донесе, туку да се применува и на некој начин со овој закон судот да си работи по
правото кое што треба за сите еднакво да значи во Република Македонија. И јас се надевам дека ќе продолжа по тој пат. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој на линија, повелете? Да, ве слушам, повелете. Па се слагам скоро со се од претходниот гледач, само уште би додал дека ваков закон би требало да важи и за обвинители, бидејќи предметот почнува од нив. А многу големи случаи се случувало да во обвинителство се држат. Значи обвинителот не се тој што го добил предмет, не се произнесува, не го дава во понатамошна постапка на судија и така да се доаѓа во ситуација да тој предмет застари. Тоа се секојдневни биле случаи кај нас за многу разни предмети, па и за обичните граѓани. Јас имам еден таков случај, застаре. Кај обвинителот кого ти му велам зошто застаре, па вика, па застаре. Па како застаре бе човек? Ти што правиш? Ти би требало да одговараш. Вика, на тебе ли ќе ти одговарам? Така да, вако нешто е многу добро, да знаат судиите каде им е место, но мислам дека дисциплинска мерка нема да делува на нив. Ако бидат разрешувани или казати да не можат да одат понатаму во повисока инстанца како судија, тогаш би се стабилизирала ова работа. Толку од мене, пријатен ден. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој стрелен на линија, повелете? Добар ден, Огнен, да ве поздравам во екипата на 24 телевизија и сите редовни гледачи што ве гледаат. Моето размислување е следново. Мислам дека овој закон ќе донесе малку ред во судството, бидејќи до сега судиите судеа по нарачки. Се знае, сите судии беа партиски бирани од претходната влада, што беше на чело од ВМРО-ДПМН, и тие судии судеа како што ќе одлучеше партијата на власт и не можеше никој да одговара. Мислам сега би било правично, доколку судијата сгреши, веднаш да биде отповикан и да биде суспендиран. За понатаму другите судии да се замислат како ќе судат и дали истите грешки ќе ги повторат и тие да бидат суспендирани од работното место. Додека нема казни во судството ќе биде нелегитимно и ќе си работи секој за свој интерес. Мислам дека судството е еден од најважните по мене гранки во општеството, кој мора да почне да функционира нормално, а и тоа во сите извештаи од Европска унија, од страна ни кажуваат дека мора да си го средите судството. Во сите извештаи судството е како негативно посочено. И Јово Вангелов ќе го споменам, тој направи ни за пропусти, ни за грешки, бидејќи му дозволи на Сеат Кочан да избега, го немаше еден месец, на овие бегалциве двајца во Грција што не ги екстрадираат и така натаму. Значи тој според новиот закон и ако се реши во еден ред. Така, благодарам за јавувањето, истече времето. Со измените се предвидува дека председател на суд може да биде разрешен од функцијата кога судскиот совет ќе утврди неприменување на одредбите во врска со управувањето и распределбата на судските предмети и кога се повредени одредбите за измена на годишниот распоред на судии. Судија може да биде разрешен ако открива доверливи информации што ги спознал постапувајќи по предметите или вршејќи ја судиската функција. Според измените во Законот за судовите, Врховниот суд доби рок за утврдување начални ставови и начални правни мислења за прашања од значење за обезбедување на единството со примената на законите. Рокот не смее да биде подолго од 6 месеци по сопствена иницијатива, по иницијатива на председател на суд, на суди или по иницијатива на адвокати. Мислењата треба да се објавуваат на интернет страницата на Врховниот суд. Судските информатичари задолжително стручно ќе се едуцираат преку Академијата за судии и јавни обвинители. Со овој закон се прифатени 7 амандмани на ВМРО-ДПМНЕ, а одбиени се вкупно 8. Во новиот
дополнет закон за судскиот совет, пишува дека член на советот додека му трае мандатот не може да биде избран за судија во повисок суд или за председател на суд. Од законот по предлог на ВМРО-ДПМН е избришан членот според кој министерот за правда и председателот на Врховниот суд како членови на советот учествуваат во работата на советот, но без право на глас. Член на советот може да биде оддалечен од вршењето на функцијата ако против него е одобрен обвинителен акт. Одлука за привремено оддалечување од функцијата донесува советот со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови со право на глас, при што од седницата и од гласањето се иззема членот на советот против кој е поведена постапката. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, господине, се јавувам прв пат во вашата емисија. Мило ми е. И сакам да констатирам дека правосудниот систем во Република Македонија е на ниво на абсурдистан. Добро. Држава која не постои, што и самите суди и самиот господин Приве го констатира. Прво, колку што мене ми е познато, во светот не постои професија во која нема одговорност. Не може судиите да носат одлуки, да одлучуваат за животи на луѓе, а да немаат лична одговорност. Лекари кои работат со луѓе и одлучуваат за живот на луѓе, имаат одговорност, а судија кој одлучува за животите на луѓето нема одговорност. Колку што мене ми е познато, не постои систем во светот каде што судиите не се на реизбор. Со самата постапка на реизбор се проверува минатата работа на судијата и тоа подлегнува на некаква оцена. Сето тоа треба да биде регулирано. Се носат закони на закони, на закони, на измени на закони, али се врти во круг. Друго, јас во некоја можност би предложил сите тие што би сакале да бидат судии да проведат барем по 15 дена во притвор, за да видат какви мерки на луѓето им одредуваат во нивниот живот. Благодарам, не би продолжил понатаму, времето е скапоцено, нека се јави некој. Така. Благодарам за јавувањето. Помина времето во секој случај, но го искористивте сосема одлично, особено за тоа што и прв пат се јавувате. Ќе се слушнеме во некоја наредна прилика. Билјана на Фејсбук ни пишува, вели дали ова за реформи во судството се однесува и на уставните судии, до кога ќе го трпиме нивното самоволие да чуваат представки за дупови во фиоки и да го одложуваат одлучувањето. Во делот на Уставниот суд, настрана од сето ова, да, бидејќи во суштина се однесува на реформите во судовите, одредени работи можат да бидат применливи, иначе за Уставниот суд се разгледува сосема по-различно. Но ќе ви кажам во текот на емисијата и за тоа имаме барем денеска многу повеќе време. Добар ден. Сакам да дадам придонес во вашата емисија. Да, ви благодарам, повелете. Најголемите корумпирани корупции што се прават се во судството. Еве на кој начин. Има таму во ЗКП од 1 до 5 години. И сега осуденикот или тој што е обвинет се договара со адвокатот да речеме за да не оди 5 години на година, ама таму играат пари. Адвокатот се договара со судијата и му пресудува 1 година. Таму треба да се мени, да речеме за силување на малолетничка 15 години затвор. Нема од то како ќе се корумпираат судиите и адвокатите кога ќе биде 15 години затвор. Зошто тоа не го направат? Мене не ми е јасно. Второ, кога се договараат судиите, адвокатите и судиите, таму не може да се дојде до стварен податок дали е таа корупција направена. Затоа треба да го сменат законот и судии не можат после да бидат корумпирани, адвокати исто така. Една казна да има, за силување толку, за убиство толку, не од то. И сега ние не можеме крај да му најдеме на судиите. Ние велиме се корумпирани, оттаде е корумпираноста на судиите и на адвокатите.
и на високите таму. Тој Кочан, како го вика таму, му кажа бегај, ќе те затвора и се врати човек, а тој председател на Врховниот суд му го уки на притвор. Но што личи, то не ми е јасно мене. Ова дали не прават будали при чиста свес или не знам. Само да го сменат законот за кривичната постапка и нема проблем да има. Ви благодарам што ме сослушате. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Кошката и Да. така натаму. Благодарам. Ве слушам, повелете. Ништо не го разбрав. Добро, дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Како сте? Фала на прашање, супер сум, ама за судиите не сум супер. Зошто така? Зашто така? Затоа што работат со адвокатите, еден процес го влечат, ти на мене, па ја на тебе, па ти на мене. И така да најнеправилно работат судиите и не сакам да употребам лош збор, сакам да бидам културна, остане така. А сега јас би го замолила господинот Огне Јаневски да ми каже за концертот каде да набавам карти и каде ќе биде. Концертот ќе се одржува во Македонскиот народен театар. Тоа е во Да. МНТ или Староновиот театар, покрај Вардар. Покрај Вардар. Да, влезот е слободен, билетите се подигаат 15-20 минути пред тоа. Но јас уште веднаш ќе пишам на таа која што е задолжена за пиарот и за рекламирањето, ќе ја пишам на Македонка Трпеновска 2 билета да чува, може? Може, фала многу, љубите мајка. Ете така. Така. За темата Фала имате уште многу, 40 напред. секунди. Фала многу, пријатно, се најубаво. Пријатно и до вас. Се гледаме во недела на 6. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Се јава гледач за судство. Добро, повелете, ве слушам. Да. Има случај еден, сообраќајка не имаше со синот кој алкохол имаше негде околу 2,5 промили. И дојде до судска некоја разрешница, но случајот се влечеше 7 години. Добро. Се сменија 6 судии. И тек последниот случај, боже сме го тепале, боже не знам шо, вамо тамо, дурни извадивме ми онакото од полиција уверење, но го однесовме тоа уверење, но адвокатите едниот и другиот се договара еден со друг, денеска, утре, онакото 7 години случајот. И тек више после 7 години и денеска го чуваат у фиока, не го дава, го добивме решењето дека судскиот случај го добивме, но и денеска не можеме да го добиеме. И не знам кај да се обратиме и каде. Треба да се жалите на повисоките судски инстанции од судот во кој што сте го воделе процесот. А Огне, глед, нема што се кај да се жалиш, кај кого? Ти рачунај 6 судики се сменија, 6 судики и тоа случајот чист како суза. И плюс, вака ќе ви кажам, она лекарско уверење извадил и то лажно лекарско уверење. Лекарското уверење му го дават од градска болница Камиловски и тоа без подпис. Добро, тоа не смее да е така, бидејќи може во тој случај кој сака да се издаде лекарско без подпис. Ама не, да, ама судиката вика дека нема тона, дека е лажно уверењето, бидејќи онако изгледа пари фрлил таму на Камиловски. Но доколку нема подпис на лекарското уверение, се разбира дека судот не може да го прифати и го смета за лажно. Дали гледаш се уште на линија? Значи, доколку нема подпис на официјален документ, да, во ред, му помина времето, се извинувам, не видов. Доколку нема подпис на официјален документ од државна институција, како може судот вам да ви верува дека станува збор за официјален документ, односно уверение, без разлика за што и да е, нормално дека ќе го третираат како лажно. Но во секој случај,
Адвокатите би требало да ве посоветуваат дека можете да си одите со жалбени постапки на повисоки судски инстанци. Од основниот одите на апелацискиот, од апелацискиот зависи во која гранкова линија се движи, одите на повишите судови и на тој начин се стигнува, ако треба на крајот на краиштата, до Уставниот суд, доколку сметате дека ви се прекршени дотолку многу правата, или до Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Во секој случај, дека има каде човек да се жали, има. Дека е проблематично судството и дека Македонија има ужасно катастрофален судски систем и особено корумпиран, не толку во системот колку што е во корупцијата на оние кои што го работат системот, дури и во преносна смисла на зборот. Тоа да. Добар ден. Добар ден, ако сум јас. Да, вие сте, повелете. Би бил краток, не би го задржувал многу Добро. времето. Предходниот и двата гледачи пред него, се сложувам со нив, Добро. дека во нашава Македонија е само корумпирано судство. И самиот сум жртва на такво едно судење и судство во нашата мила Македонија. Да. Нема веќе каде да се жалам. Само сакав да го споделам, темата едноставно ми се допадна, па затоа сакав да ви се јавам. Иначе, инаку прв пат ви се јавам на вас. Ви благодарам. Мило ми е прв пат ви го слушам гласот, а вие препознате в гласот и ќе ви го запамтам, да знаете. Така што ќе... Вие сме се гледале, но ето така нека... Так. Знам дека ми е препознате в гласот, но... Так. Ми се допадна темата највеќе. Да, ви благодарам многу и поздрав до вас и посакувам убав ден. Баш ми е жал, не само за вас лично, и за сите оние кои што и сме биле на некаков начин, директно или индиректно врзани во судски процеси во Македонија. Тоа е особено еден таксират или за некои дури сизифова мака, за особено за предмети кои што ги имате, кои траат над 70 години, кои се постари дури од современа Македонија, и од Република, и од предходно, или се стари колку што се и возрастни луѓето. Добро. Само момент. Да. Микле пишува, вели: поздрав Огнен, законот е окей, а што бидна со Гешковска, со нејзиното нема шпекулации, е да знае дека имаше големи шпекулации, а она со Зврлевски да се земе на одговорност. Со случајот Никола Младенов ја лажеше цела македонска јавност, слушнавме се од бомбите. Поздрав, поздрав и до вас. Додека пак... Само момент, каде почнува пораката. Да. Владимир, почитуван Огнен, сакам да ви дадам еден предлог, бидејќи стотици пати се обидувам да ве добијам и никако, а знам дека овие што нонстоп се јавуваат со празни приказни се јавуваат по половина час и час повеќе и ги држат линиите зафатени, ви предлагам да го тарифирате јавувањето по, например, 50 денари минута, за да може сите кога ќе почувствуваме потреба да од коментар да ве добиеме и да се вклучиме во емисијата. Што се однесва до денешната тема, ние изгледа во догледно време нема да имаме независна судска власт и реални пресуди, за жал. Не сакам да е така, но читајќи го законот, само тоа може да се заклучи. Благодарам, Владимир, поздрав до вас. Што се однесува до тарифирање на јавувањето, тоа, но дека сум јас, нема да го направиме, но временско тарифирање направивме и колку толку направи мала измена после првите 5 до 7 јавувања на редовните гледачи, направи мала измена да се јавуваат вака и нови гласови како што е денес. Да не трошам многу време. Добар ден. Добар ден, до Огне, аман, па доста беше. Слушај да ти кажам. Знаете дека сум многу зборлес, дека не прекинувам. Да ти кажам, за судиите поправка нема, само разрешување. И пошто една госпожа ве праша за некои карти, јас не сакам карти, него само сакам, пошто Мишко водеше емисија со Јосипа Лисец, мојата обожавана пејачка, и дека ќе гостува во Скопје, ама не кажа кога и каде, во колку часот и каде, и кој ден. Само да видам момент. Мислам дека Јосипа Лисец има концерт 50 годишнина кариера. Да. Ама морам да проверам, знам дека колегата Мишко снимаше, ќе снима и колешката Елена Стефановска од Живот со стил исто така. Ама помина концертот на Јосипа Лисец. Концертот беше на 20... Па и Мишко не кажа ни дата, ни ништо. На 20 април беше концертот. Убава работа. Во Македонската филхармонија.
Во ред? Да, сега се подсетив, знам дека беше тука некаде, но се подсетив дека помина, јас не бе во можност да одам зашто ми беше многу криво. Да. Па како нема да ми е криво, Јосипа Лиса се единствена. Точно. Во ред, благодарам и пријатно. Поздрав и до вас, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Од Скопје. Поздрав до вас. Поздравам сите во студиото. Благодарам, поверете. Однос на темата би кажала, според мене се разбира, и јас сметам исто така дека е многу корумпирано судството, меѓу најкорумпираните заедно со здравството. Во однос на темава ќе кажам дека мислам оти се додека судиите се, дали ги бира влада, дали ги бира парламент, значи додека спагаат под капата на власта, се до тоа ќе бидат и корумпирани. Ако не се плаќаат од некој независен извор, да кажеме, се до тоа ќе бидат такви какви што се, заради тоа што секоја власт врши притисок во однос на незините случаи, мислам, за што сака да како да се пресуди, и затоа сметам дека се додека се платени од државата, мислам секако од државата, меѓутоа од независен куп, да кажеме, пари, се до тогаш ќе бидат корумпирани. Тоа е моето мислење. А добро е што се мисли на корупцијата и што се оди во тој правец, да колку толку станат и казниви, и променливи, и во однос на корупција секако да има некој ефект од сето тоа. Ви благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас и посакувам убав ден. Секој судија ќе биде повикан на одговорност доколку без причина ја одолговлекува судската постапка, доколку не ги применува пресудите на Европскиот суд за човекови права или доколку открива доверливи информации за случаите што ги води. Председател на суд ќе може да биде разрешен доколку го прекрши системот за распределба на судските предмети. Овие проширувања на основите за дисциплинска одговорност или разрешување на судиите се дел од новите измени на законите за судови и за судски совет. Пратениците ги изгласа едногласно со 86 гласа за, откако претходно беа усогласени меѓу власта и опозицијата во работните групи. ВМРО-ДПМНЕ тврди дека дури сега, откако законите беа надградени со нивните амандмани, ќе може да придонесат за поголема независност на судството. СДСМ го поздрави конструктивниот придонес на опозицијата во донесувањето на овие два реформски закона со надеж дека диалогот и ќе продолжи понатаму. Со интервенција на ВМРО-ДПМНЕ, председателот на Врховниот суд го задржува правото на глас во судскиот совет. Ова прашање уште еднаш ќе биде отворено во работните групи во рамки на продолжениот диалог за новиот пакет судски реформи што Министерството за правда ги најавува за јуни или за јули. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Како сте, господине? Добро е, како сте вие? Оласно ме да се слушаме после некое време. Да, мило ми е, поверете. Во врска со прашањето што ви е поставено. Ја мислам дека ние изиграваме многу по-наивни од колку што сме. Добро. Не е можно во судството да немаш неправилности во однос на присутната работа. Нема држава каде што не е присутна корупцијата или лимитите во судството. Не постои. И тоа дури во највисоките судски инстанции, во врховните судови на соодветни држави. А знаете зашто е тоа така? Поради тоа што во судството доаѓа до израз многу страшни, силни, материјални, финансски интереси. И така да ретко некој кој може да остане равнодушен во една таква постапка. И покрај тоа што судиите кај нас се доста добро платени во однос на другите, например, во однос на лекарите, што е недозволиво, меѓутоа самиот факт дека тој во состојба да одлучува или против интересот на одредена или друга странка доаѓа на виделина интересите потребни кај сите три странки. Судијата и двете спротставени странки. Не дека тоа не може да се измени, меѓутоа тоа е многу тешко и секогаш го има.
Еве, например, до 2008 имаше партизација на судството од страна на СДС. Од 2011 навам, од 2006 партизација викаме ВП. Сега има партизација од страна на СДС. Ја тврдам. Меѓутоа, да предпоставиме дека нема партизација. Тогаш самите суди ќе го прават оноа што сега го прават преку директива од страна на партии. И на крајот истече времето. Дали имаме некој страна на линија, повелете? Да, имате добар ден, убав ден. И убав ден, Иван, повелете. Беше да собранието донесете еден закон во полза што ќе биде на граѓаните, околку тој закон се почитува. Значи најкорумпирано судство, или најкорумпирано или неуки, нестручни суди работат во судството, обвинителството, сите најкорумпираните институции, политичарите и така натака. Пред све редно беше овие претенции да донесете закон, да ги измена законот за извршителите, затоа што синојка слушалне од председател на комората на извршителите и јавниот заменик на преминател дека токму законски постапувале со овие камати, со овие високи трошкови што ги измачуваат граѓаните, извршителите. Значи, крив е законодавниот дом. Они што се ги гласале ние, тие се против нас, против граѓанинот. Значи, токму се докажа синојка јасно, значи, сепак треба да бидат и апелираше правобранител да бидат хумани извршителите. Меѓутоа, човекот со доказ кажа дека законски мораме да работиме. Ние тоа закон не го дозвола законодавецот. Законодавецот бил домот. Односно тие пратенеси што денеска, фала Богу, изгласа некој закон да ги смена судиите. Па и треба да смена судии, затоа што еден пример само да ви кажам, во една фирма некоја која бара сметка, неплатена, сметката платена, по вториот приговор признава дека платена и предплатена, а судијата тоа не таму стоат во администрацијата неписмени луѓе, поднесуваат се тужба, односно платен налог со доказ пресудува дека тоа е платено и предплатено од самиот судија, пред него стои доказот и тој донесува пресуда поново да се плати. Па такви суди не се потребни на неписмени, значи или несручни или се корумпирани судијата. Значи се разрешува таквите суди све на штета на народот, а те го правили доста ги забрили пред парламентот и парламентот ги носи законите и сите овие закони што се во штета на граѓаните, на сиромасите да бидат изменети и да имат равноправност и кај се обесправени, безработени и така натака да бидат барем да бидат Истече времето, баш ми е жал. Мислам дека имам време само за уште едно јавување со оглед на како сме со временски. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Ало, добар ден. Да, добар ден, ве слушам. Вака, мислам дека повеќе од 50% од темите што ги давате вака на емисијата Очи во очи имат правна вака конотација со држина. Ние вака да бидем искрени само се вака клюкаме што би се рекло со нервоза, а ефекти од сето тоа нема никакви. Мислам дека толку лесно по моје, јас сум малку далеко од тие правни струки, меѓутоа мислам дека толку лесно може да се реши тој проблем само со еден потез. Со еден потез да се заострат казнените мерки и ништо друго, секи си легне на своје. Јас само ќе го елаборирам случајот со Ивона Талевска. Замислете за тајова данок од 500.000 евра и судиката ја условно ослободува. Зар тоа не се подразбира дека таа судика и се читници тамо 10 на 15.000 евра и да даде една таква блага казна? Еве јас како ќе пресудам за еден ваков случај. Ивона Талевска и судиката што дава за даношно затојување, еден од слушателите еднаш рече, абе Ал Капоне, 100 луѓе истепан не одеше во затвор, само заради затојување данок лежеше во затвор. Ивона Талевска, судиката, 2-3 месеци, ќе го ставиме тука и Латасот малку да припомага, 2-3 месеци под истрага, од 3-4 квадрата и после тоа да видиме дали ќе има такви корупции. Иначе, овај еден правник со адвокатска фела еднаш рече дека судството не е ни слабо, ни лошо. Судството заслужува една канта бензин да...
Истече времето. Ви благодарам многу за јавувањата, со оглед на тоа дека имам уште коментари да прочитам. Тука завршуваме со јавувањата. Стеван на Фейсбук ни пишал, вика, ова е само Сваровски шминка на законот. Кратко. Анонимен гледач пак ни го пишал следното, вели, најголем абсурд е тоа што луѓе со диплома од Свети Николе, па дури и без таква, благодарение на дарбата, успешно да лажат и манипулираат, како би се добрале до некоја функција, прават реформи во сферата на судството, кое треба да биде синоним за врв во правото и правниот систем. Тоа е, и не само во судството. Друга работа е тоа што корумпираните се знаат кои се, само треба волја да се решат, а волја нема. Зошто? Завршува анонимниот гледач на крајот. И Невенка ни пишува, вели, концертот на Јосипа Лисац помина, да, добив неколку информации во меѓувреме, али затоа утре почнува саемот на книгата, дојди огнен, поздрав Невенка. Саем на книга е едно фантастично доживување секоја година, кое што со нетрпение се очекува, од тоа веројатно ќе треба да се наречеме спортска сала на книгата, затоа што саем, за жал, како држава, веќе немаме, што е многу срамно, но тоа веројатно во друга можност ќе го разговараме. Може би сме една и од ретките држави што нема саемски простори. Ве поздравувам сега за сега, останете дневникот во 17 часот со колегата Младен Чадиковски, а додека пак вие и јас се гледаме веднаш по серијата Андрија и Анđелка за 4ти пат и последен денеска.